Започнува актуелна тера. Еве ги настаните на денот. Пријавени 1200 кандидати на Битолскиот универзитет. Образованието и праксата напредно општество. Соработка меѓу Новаци и Лудбрек. Се испитува кои хибриди пченка даваат најголеми приноси во исти услови. Факултетот за безбедност, Факултетот за туризам и угостителство и Правниот факултет најинтересни за идните бруцоши. До денеска до 12 часот на Битолскиот универзитет околу 1200 матуранти поднеле документи за упис. Заклучно со денешниот ден заврши запишувањето студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола во првиот уписен рок. Како што не информираа од ректорската управа, бројот на пријавени кандидати според обработените податоци до 12 часот изнесувал 1200. Според првичните резултати, најголем интерес кандидатите покажале за Факултетот за безбедност, Факултетот за туризам и угостителство и Правниот факултет. За оваа академска година, уклоп покрај на постојните врши уписи на новиот факултет за информатички и комуникацијски технологии, за кој што интерес во првиот уписен рок покажале 170 кандидати. На Факултетот за безбедност студиската програма криминалистика е меѓу најатрактивните, зашто сведочи интересот на пријавените кој што изнесува 85,56%. Во прва година до дипломски студии во академската 2014-2015 година на Универзитетот Свети Климент Охридски може да се запишат 3665 студенти. Од нив 2155 се во државната квота, 970 во квотата со кофинансирање и за вонредно студирање 540 слободни места. Износот за партиципација е 200 евра во државна квота, 100 евра за дисперзираните студии и по 400 евра за кофинансирање и за вонредни студии. Вториот уписен рок ќе се одржи на 1 и 2 септември, а третиот на 15 септември 2014 година. И во престојните два уписни рока од ректорската управа очекуваат реализацијата на уписната кампања да тече без проблеми. Важноста од поврзувањето на образованието со праксата, односно стопанството, е клучна нишка во раздвижувањето на системот и економијата, сметаат познавачите на приликите. Оливера Михајловска. Стратегијата за поврзување на образованието со стопанството е она што е неопходно за Македонија да изгради еден здрав, функционален систем, нешто што во овој момент е најважно за да закрепне економијата. Но треба да имате стопанство, треба да имате заинтересирано стопанство, да имате систем кој што ќе го мотивира стопанството да прибира кадри кои што ќе бидат во негов интерес и од кои што понатаму ќе можат да бидат таму вработувани и кои што ќе можат да бидат дел од тие системи. Во светот принципот е компаниите настојуваат да дојдат до најдобрите кадри, а тоа го прават преку вклучување во овој процес, вели Атанасовски. Денес, вели тој, сите теории на економијата се базираат врз принципот плати за ефикасност, а таа е поврзана со платата, со знаењето и со способноста, и затоа компаниите најдобрите кадри сакаат да ги приберат за себе. Во тој момент се јавува силна конкуренција меѓу компаниите. Тука се јавува една силна конкуренција која што е резултат на свеста дека денес човечкиот фактор е клучен фактор на развојот. Ако тој не е вклучен во тие процеси, тогаш резултатот од тие процеси не може да биде да значи ни ефикасност, ни ефективност. Знаејќи го тоа, и самата парадигма во економската наука е менета и од аспект не само на неокезијанскиот пристап, туку и од аспект на неолибералниот пристап, кој што тргнува од поединецот и потребата постојано тој да се едуцира, да се докажува и да најдобрите кадри одат во најдобрите компании за да тие растат и да бидат уште подобри од колку што се. Потребата од барањето и создавањето такви кадри, вели Атанасовски, е поврзано со самите компании и нивната свесност за потребата. Тука има кај нас еден проблем во наследството на претходниот систем. Еден систем кој што базираше на една друга методологија, друг начин на размислување, кај што не базираше на пазарна економија. И голем дел од проблемите во компаниите, спрема мене кои што се сега, се присутни заради нивната затвореност, неотвореност кон новото, не барање на кадрите, не барање на најдобрите, а од друга страна па, не амбициозноста и незаинтересираноста, во некои случаи дури летаргијата на младите, да самите се изборат за својата шанса. Тоа е нешто што во современоста
го нема. Принципот на напредокот, додава проректорот Атанасовски, е динамиката. Тој ја создава и го движи системот напред. Ние одиме во таа насока, вели тој, но свеста и начинот на кој функционира системот мора да се реорганизира. За тоа биде систем кој што ќе значи едно самостојно движење во таа насока и свесност дека тоа е единствениот начин за да компаниите бидат успешни. Да даваат високи плати, да бараат најдобри кадри, да ги наградуваат најдобрите и така впрочем се случила менаџерската револуција. Менаџерската револуција ја појаснува со тоа што во 20 век компаниите не вработувале менаџери, туку блиски и пријатели, што не било функционално. И во момент кога не успеале да фатат чекор со конкуренцијата заради пребрзиот техничко-технолошки развој, се случила таа менаџерска револуција. Луѓето со такви можности потребно е да управуваат со процесите, потенцира Атанасовски. Нов случај на листерија кај 16-годишно девојче од Неготино е потврдена бактеријата, потврдија од Комисијата за заразни болести. А странци ќе ни кажат дали има или нема листерија во свинскиот врат на Екстрамеин. Мострата од свинскиот врат на Екстрамеин, која ја анализираше Велешкиот центар за јавно здравје и во која пронајде листерија, ќе биде испратена на суперанализа во странска референтна лабораторија. Ова е епилогот на различните резултати на различните институции во земјава. Изворот на бактеријата од која се заразија 9 и 4 почина се уште не е најден. Агенцијата за храна и ветеринарство најави дека следната недела ќе ја укине суспензијата за производство на Екстрамеин од Куманово, откако сите анализи потврдија дека во фабриката не е најдена бактеријата листерија, за која здравствените власти велеа дека е причинител на заболувањето од кое починаа 4 граѓани, меѓу нив и едно бебе. Токму агенцијата завчера извести дека по целосните контроли кои ги направиле по налог добиени од Министерството за здравство во погоните на Екстрамеин и во нивните производи не е откриена листерија. Владата ја усвои физибилити студијата за склучување јавно-приватно партнерство за изградба на дистрибутивната мрежа за природен газ во Источна и Западна Македонија. Како што информира денеска на пресконференција вице-премиерот Владимир Пешевски, јавните повици ќе бидат објавени до крајот на идниот месец. Државата ќе распише тендер за гасификација во Источна и Западна Македонија. По гласот за Скопје, сега владата преку јавен повик ќе бара компанија која ќе ја гради мрежата и во останатите општини во земјава. Проценките се дека до 2020 година домаќинствата, освен струјата, ќе го имаат и природниот газ како алтернатива за затоплување, односно ладење. Ако биде повикот успешен 2015-та, да кажеме, до 2020-та би требало да имаме целокупен систем, дистрибутивен систем со услови пропишани во тендерска документација. Вкупната инвестиција за целосна изградба на дистрибутивната мрежа во Република Македонија, со која би се изграделе над 650 километри на дистрибутивен систем, би требало да изнесе околу 150 милиони евра, од кои околу 100 милиона се потребни за изградба на дистрибутивната мрежа во Скопскиот регион и околу 50 милиони евра би чинела изградбата на дистрибутивната мрежа во западниот и во источниот регион. Достапноста до најевтиниот енергент за граѓаните ќе значи пониски сметки, а компаниите ќе имаат помали трошоци и зголемена конкурентност. Индивидуален стамбен објект од 240 квадрати би заштедело доколку премине од екстра лесно гориво да помине во газ, заштедата би било за 45%. Доколку за објекти што се јавни институции, заштедата од премин во екстра лесно, корисник во газ би било негде околу 24%. Домашната мрежа што ќе се гради ќе биде подготвена за сите сценарија, без оглед од каде ќе стигнува газ во земјава, уверува вице-премиерот Пешевски. Независно дали ќе доаѓа преку ТАП, дали ќе доаѓа преку Газпром, има и некои други варијанти кои што се во игра, но повторно тие не се варијанти кои Македонија ги развива и ќе зависат малку од некои меѓународни случувања. Наша задача е флексибилен да го направиме системот. И се што е потребно да правиме во таа насока. Ако нема систем гасоводен до конкретната општина, тогаш ќе се користат декомпримирачки станици, значи ќе се носи компримиран газ во модули, кај што ќе се декомпримира и потоа ќе се истиот газ ќе се дистрибуира по дистрибутивниот систем.
Во земјава, газ треба да стигне од две страни – Русија и Азербејџан. Македонија преку крак треба да се поврзе со Јужен поток, проект чија реализација е неизвестна поради несогласувањата меѓу Русија и Европа. Во меѓувреме, како алтернатива и трансјадранскиот гасоводен систем, кој треба допрва да се гради. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Од дедо на внук во денешно време. И за други вести по кусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Дали ја користите услугата Мој термин? Секогаш задолжително, понекогаш, никогаш. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Целата држава денеска ќе биде зафатена со повисоки температури кои ја дефинираат жолтата, односно алертна фаза, кои ќе се движат од 34 до 40 степени. Фестивалот на сирење и вино во Охрид ќе биде отворен вечер на плоштадот Чинар, односно некогашниот Крушевска република. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е зголемен. Новоизбраниот турски претседател Реджеп Тајип Ердоган побара од својата владеачка партија во следната година да работи на силно парламентарно мнозинство за да се овозможи составување на нов устав во земјата. Десетици руски оклопни возила и транспортери се распоредени во близина на границата со Украина, каде што се наоѓа и рускиот конвој со хуманитарна помош. Персоналот на Светската здравствена организација гледа докази дека според извештаите за бројот на заразени и починати се потценува размерот на епидемијата, соопшти вчера Здравствената агенција на Обединетите нации на својата веб страница. Прва средба на градоначалниците на Новаци и Лудбрек, Хрватска. Хрватска и Македонија соработуваат на многу полиња. Таква ќе биде соработката помеѓу нашите две општини. Покрај културната соработка, ние понатаму ќе соработуваме и на полето на лаговите, истакна градоначалникот на Лудбрек, Маја Богоевска. Делегација на хрватската општина Лудберг во прва посета на општина Новаци, градоначалниците на двете општини најдоа заеднички јазик за сите работи кои ги поврзуваат и полињата на кои можат да соработуваат. За соработката на културно ниво, на спортско ниво, на идеи кои благодарение сега и Хрватска е во Европската унија, каде што можеме да аплицираме заеднички према ИПА програмите, према европските програми. Тука се присутни и Плетенка, фолклорно друштво од Битола, кои се поканети фолклорно друштво е дојдено од Лудберг, каде што утре вечер во сабота во 20 часот имаме и концерт во Новаци и со нашето културно-уметничко друштво. Тоа е голема придобивка за нас свака да се дружат, да се дружиме заедно со нашите сограѓани, браќа од бившата Југославија. Една од полињата за соработка се и локалните акциони групи кои функционираат во двете општини. Покрај културната соработка, ние понатаму ќе соработуваме и на полето на лаговите, затоа што градоначалникот ме информираше дека во општина Новаци е седиштето на еден лаг. Нарочито користејќи ги ИПА програмите соработката, бидејќи на некој начин тие се поискусни во овој дел, ќе црпиме од ними идеи и ќе бараме помош за реализирање на тие програми. Локалната акциона група во Лудберг се состои од 12 општини.
Логовите се можност преку мали проекти најмногу да се направи за подобрување на животот на граѓаните, од комунални работи, патишта, културни домови, библиотеки и читални до помагање на малите производители. Нашиот лаг делува повеќе од 2 години. Реализиравме многу проекти и сега кога влеговме во Европската унија, дополнително се отвораат вистинските можности за искористување на средствата. Општина Новаци е веќе збратимена со хрватската приморска општина Дуги Рат, чиј градоначалник во 2 наврати беше во посета на Новаци. На голем верски собир во село Гнеотино се славеше Свети Стефан. Како и секоја година, така и оваа црковниот одбор на манастирот Свети Стефан во Гнеотино се потруди на овој ден посветен на истоимениот светец да приреди голема народна веселба со македонски песни на која присуствуваа многобројни верници, мештани и селеници. Народната веселба беше збогатена со присуството на градоначалникот на општина Новаци Лазар Котевски, кој придонесе за развој на овие краишта и за изградба на манастирот. Исто така градоначалникот Котевски е еден од главните покровители на оваа верска веселба. Со погача со паричка беше избран кумот на прославата за до година, со што се продолжува една стара македонска традиција. Се испитува кои хибриди пченка даваат најголеми приноси во исти услови за зрно. Од сите 9 хибриди очекуваме поединечно над 12 тони по хектар. На единица површина земјоделците ќе имаат зголемено производство на зрно и силажа. На овој начин и производството на млеко ќе биде поевтино, велат од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието во Македонија. Маја Бугаевска. Преку демонстративни опити на 10 нови хибриди пченка, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието во Македонија испитува кои хибриди даваат најголеми приноси во услови на исти агротехнички мерки и исто поднебје. Преку ова земјоделците ќе имаат можност за зголемени приноси. За силажа тоа е хибридот АС-170 очекуваме принос од над 100 тони, додека за зрно од сите 9 хибриди поединечно очекуваме принос од над 12 тони по хектар. Агротехнички мерки кои што беа спроведени се основно есенско орање и обработка на површината, потоа пролетна обработка на површината, сеење, прихрана и 3 пати наводнување. Наједноставно што може да добијат полза земјоделците од овој демонстративен опит е тоа што на единица површина ќе имат зголемено производство на зрно или на силажа. Со тоа со овој начин производството на млеко мислам дека и сигурен сум дека ќе биде поевтино. Земјоделците веќе покажале голем интерес. На тој начин ќе имаме ефтина храна и поевтино производство на млеко. Мислам дека приносите очекуваме за ова година да бидат над 100 тони. Земјоделците велат дека со овие мерки очекуваат поголем принос за околу 30%. Со ваква примена на хибриди и ваков начин на агротехника очекуваме поголем принос и тоа за 30%, што значи дека ќе добиеме поголем обем на добиточна храна за млекопроизводството. Вакви демонстративни опити се спроведени во сите регионални центри на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието во Македонија. Иако занаетите ја изоставија праксата да се пренесуваат од татко на син, денешницата ги доведе до истребување, но и денеска се наоѓа по некое хоби кое се пренесува од колено на колено, а може истото да биде профитабилно. Оливера Михајловска. Во минатото честа пракса беше таткото наланар или којунџија, самарџија или ортомар да има чираци, ама наследник на занаетот е синот. И како времето тече, се менува. Ги нема занаетите од кои битолчани живееле или се богателе, се стекнувале со добро име чорбаџиско и слично. Денеска низ чаршијата едва ќе сретнете некој да прави опинци и влечки за подома и по некој шешир или паларија. Но не е се така црно. И дома се прават работи ако имаш желба и не само тоа, туку и нечии мали детски очи внимаваат на вас, ве следат во секое движење на раката и ви го крадат занаетот. Таква е и нашата денешна приказна од дедо на внук. Се предава хоби кој може да прерасне во бизнис. Муляро фарбар по занает. И се занимава со разни работи, беве и хаусмастер во устителство по кафаните. Има искуство сите занаети. Кој има слободно време се занимава со ваква работа, со скари. И внуко ме гледаше, му предаде занаето, са тој и прави овие работи.
Христијан има 12 години и е одличен ученик во основното Тодор Ангелески. Не дека се разликува од своите врсници, и тој игра на компјутер, фудбал со другарите, но дури и не спие, додека своето дело не го доведе до совршенство. Тој кај што живе има преку 50 направено шишина и секој ден ги гледав и нешто се будеше кај мене за да пробам да и јас да направам и го прашав да ми направи дрвца вакви. Тој ми направи и си пробав прво во малечко шише, после пробав и во големо и успев. Овие сами се прават од обично железа, вака ќе го свиткам малку, после од дрвце и самиот алат после сето по себе сиди. Ова како на пример служи за стегање на дрвата, да бидат цврсти, ова за носење внатре во шишето. Па имам појки да и размислував за крст во скала, брод во скала, бојаджиска скала. За еден месец Христијан направил вакви 10 шишиња и дека ова може да биде и добар бизнис, покажува и продажбата на 2 шишиња на школскиот панаѓур каде за прв пат се представил. Вчерашниот ден ќе остане запаметен како уште еден одличен ден во градот на културата Крушево. Повеќе од 1 час на градскиот плоштад Никола Мартиновски се пееше и слушаше македонската песна. Свој концерт одржа еден од најдобрите наши фолк изведувачи Миле Кузмановски. Не каниме што побарав од тебе Господе, се само мал дел од хитовите кои заедно со Миле ги пееше многобројната публика. Круна на се беа најпознатите македонски евергрини кои на самиот крај Кузмановски заедно со неговиот бенд одлично ги изведоа. Денес повторно во градот на културата ќе царува македонската песна. Во 20 часот и 30 минути во домот ќе започне концертот со македонски поп евергрини. Пред своите сограѓани ќе настапи докажаниот мајстор на гитара Христо Мулар, кој придружуван од Трајче Органџиев пијано и Арсо Јанески перкусии ќе исполнат 16 песни кои се вбројуваат во најголемите наши евергрин хитови. На 17 август во недела во 21 часот на градскиот плоштад ќе се прикажат двата документарни филмови Македонија во слики и плати и жени. Владко Стефановски е еден од најголемите македонски музичари на сите времиња. Во рамките на прославата на 40 години на сцена ќе одржи концерт во амфитеатарот Хераклеја. Концертот е во рамките на Битфест. Добар ден, дами и господа, драги пријатели, почитувана публика. Еве ме на убавиот плав Јадран, ама дозволете да ме поканам на концерт по Битола во локалитетот Хераклеја на 16 август, каде што ќе имам промоција на мојот нов албум Сеир и каде што ќе отсвириме и нешто значиот стар добар материјал. Ќе имам со мене одличен бенд, верувајте, се радувам на средбата со битолската публика и еве ме за неколку дена се гледаме во Битола. Голем поздрав, Владко Стефановски. А еве што донесува светот на актуел. Русија, Украина и Европската комисија на дипломатска маса. И за други светски вести по паузата. Изложба по повод 55 години од творештвото на уметникот Панде Петровски. Концерт во рамките на Битфест на Антовски, Нешковски и Наунов. Делата на уметникот Милан Андов изложени во кафе-бар Радост. Викендов промоција на книгата Полник на прошетка. Маријан Георгиевски со своје стендап шоу во рамките на културното лето во Новаци. Председателите на Русија, Украина и Европската комисија се согласија да разговараат за прашања поврзани со испорака на газ и трговски договор меѓу Европската унија и Украина, паралелно со напорите за стабилизирање на безбедноста во Украина, соопштија од Европската комисија. Се очекува рускиот председател Владимир Путин, неговиот украински колега Петро Порошенко и председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо да се состанат и да разговараат лично, изјави извор од Европската комисија, но уште не е јасно
кога и каде. Пристапиме кон дискусии за спорните прашања на ниво на председатели. Тоа раѓа надежди за можно намалување на тензиите околу кризата во Украина, која силно ги влоши односите меѓу Русија и Западот, забележуваат агенциите. Баросо разговараше вчера по телефон со рускиот председател Владимир Путин, со кого дискутираа околу кризата во Украина, се вели во комуникето. Договорено беше свикување на консултации меѓу председателите на Русија, Украина и председателот на Европската комисија на теми поврзани со спроведувањето на спогодбата за асоциација на Европската унија со Украина, како и со пораката на газ, паралелно со напорите за стабилизирање на политичката ситуација и ситуацијата со безбедноста. Конкретните организацијски параметри на овие консултации ќе бидат разгледани дополнително по соодветни дипломатски канали, вели Европската комисија. Председателот Путин и председателот на Европската комисија Баросо разговараа по телефон за актуелни прашања околу односите меѓу Русија и Европската унија, вклучително и во контекст на последиците од подпишаниот договор од Киев за асоциација со Европската унија, соопшти пресслужбата на Кремљ, цитирана од Итартас. Украина го потврди денеска влезот на руски воен конвој на своја територија преку граничен пункт, контролиран од проруски сепаратисти. Руска воена колона навлезе преку граничниот премин из Варино, изјави Олексеј Дмитрашковски, портпарол на украинската воена операција во источна Украина. Не располагаме со информација за бројот на автомобили во конвојот, додаде тој. Според новинари на британските весници Guardian и Телеграф, на терен 23 оклопни возила, бензински цистерни и други возила со воени регистарски таблици ја преминале синоќа границата пред 22 часот по локално време. Украински цариници и граничари го очекуваат на рускиот граничен премин Донецк хуманитарниот конвој со помош за населението во источна Украина. Конвојот запрел на 30 на километри од таму, соопшти ОПСЕ. Пол Пикар, началник на мисијата на ОПСЕ во регионот, изјави дека инспекцијата се уште не започнала и ја отфрли информацијата дадена порано денеска од украинскиот воен портпарол Леонид Матјухин, според кого инспекцијата почнала во 10 часот на граничниот премин Донецк во Русија. Опсадата на планината Синџар во Ирак од страна на исламските милитанти е разбиена, изјави денеска американскиот председател Барак Обама. Им помогнавме на загрозените луѓе да стигнат до засолништата и да се спасат многу невини животи, посочи Обама. Тој додаде дека САД ќе продолжат со воздушните напади за да се зачуваат американските објекти во Ирак. Председателот на САД апелираше до ирачаните да се обединат и да ги поразат исламистите. Се проценува дека на Синџар, каде голем број ирачки цивили побараа засолниште од ирачките милитанти, останале уште околу 4500 луѓе, од кои половината се староседелци кои не сакаат да заминат. САД и Велика Британија последните денови од воздух доставија помош за илјадници луѓе на планината Синџар, која се наоѓа на сириска граница, а американските авиони бомбардираа позиции на исламска држава. Ирачкиот премиер Нури Ал Малики синоќа објави дека се откажува од намерата по трет пат да стане председател на владата на Ирак. Објавувам пред сите дека ја повлекувам својата кандидатура за премиер во корист на Хајдар Ал Абади, изјави Малики. Малики нагласи дека ваквата одлука ја донел поради неговата желба да ги заштити виталните интереси на земјата, како и дека не сака да биде причина за крвопролевање. Илјадници луѓе демонстрирале во Тел Авив во знак на поддршка на акцијата на ИДФ, израелските одбранбени воени сили во Газа, барајќи од владата еднаш за секогаш да им стави крај на ракетните напади на Хамас врз Израел, пренесува Russia Today. Околу 10.000 израелци се собрале на плоштадот Рабин на најголемите демонстрации од почетокот на операцијата Раб на безбедноста на 8 јули, чија цел беше заштита на израелските цивили од бараж од ракети лансирани од исламистичката терористичка организација од појасот Газа. Во толпата можеле да се видат транспаренти со пораките: "Завршете ја работата, сакаме да живееме во мир и окупирајте ја Газа." ИДФ тврди дека Хамас истрелале над 3500 ракети од почетокот на израелската операција, убивајќи тројца цивили. За да ги уништи терористичките тунели на Хамас и да ги сопре ракетните напади врз Израел, ИДФ ја напаѓаше Газа од копно, море и воздух повеќе од еден месец, при што загинаа најмалку 1962 палестинци, повеќето цивили, вклучувајќи жени и деца, како и 64 израелски војници кои ги загубија животите во битката против терористите на Хамас.
Една чудна дисквалификација, прв светски рекорд и многу дожд. Се информациите на денот од Европското првенство во атлетика во Цирих, а вечерва не очекуваат уште 9 финални дисциплини. Од Лици Грунд стадионот се јавува Зоран Мишевски. Двајца французи се во центарот на вниманието на четвртиот надпреварувачки ден на Европското првенство во атлетика во Цирих. Првиот е Махедин Мекиси Банабат, кој што вчера на убедив начин стана европски првак на 3000 метри стипалчас на 150 метри до целта, извади маичката, ја стави во уста и славеше пред да ја мине целта. Таквото однесување од Европската куќа на атлетиката го карактеризираа како навредливо и некоректно и му го одзедоа златото кое што остана во Франција, но наградите на Јоан Кавал, кој што вчера беше окарактеризиран како сребрен. Вториот французин ќе се памети поубаво. Тоа е новиот светски рекордер на 50 км брзо одење 36-годишниот Јохан Дини, кој што му пркосеше и на дождот и на ветрот и утринава низ циришките улици, прв ја мина целта со време 3 часа 32 минути и 33 стотинки, што е најдобро постигање во историјата на оваа дисциплина. Франција доминираше и синоќа. Кампаоре го имаше најдолгиот трискок со 17 метри и 46 сантиметри. Шубенков го одбрани златото од Хелсинки на 110 метри со пречки. Шпотакова е златна во фрлање копје во женска конкуренција, а изненадувањето е младата србинка Јелача, која што на крајот успеа да фрли до сребро. Сидорова во третиот одбит на 4 метри и 65 сантиметри успеа да ја прескокне летвичката во скок со стап и да и го одземе златото кое што веќе го имаше в джеп гркинката Стефаниди. Откажувањето на Бланка Влашич во женскиот скок во височина заради повреда е уште една од вестите на денот, а попладнево на Лецингруд се очекува секако дожд и многу возбудување на 9 финални дисциплини. Ќе се делат медали на 400 метри во машка и женска конкуренција, на 200 метри и за атлетичари и за атлетичарки, 400 метри со пречки во машка конкуренција, 1500 метри кај девојките и во техничките дисциплини во скок во височина во машка конкуренција, фрлање ѓуле во женска конкуренција и завршницата на седмобојките. Од Цирих, Зоран Мишевски. Утре ќе започне да се спушта посвежа воздушна маса од север, што ќе услови постепено опаѓање на дневната температура. Ова особено ќе биде изразено во недела, кога ќе дува засилен северен ветер, ќе има слаб локален дожд, а температурата ќе се спушти за околу 7 степени во однос на денешната. Од понеделник температурата ќе биде во благ пораст. Ангрометеоролошката препорака е дека топлотниот бран кој е над нас предизвикува шок кај културите, со зголемена транспирација и со намалено количество на вода во почвата. Водата која е неопходна особено кај овошните култури и пченката во овој период од развојот потребно е да се надополни со наводнување. Сега и за метеото натера. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево.
Се известуваат граѓаните на подрачјето на општина Битола дека во периодот од 18 август понеделник до 22 август оваа година екипи на Центарот за јавно здравје Битола ќе ја спроведат третата фаза од теристичката дезинсекција со цел уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 19 до 2 часот со апаратура за улаваланно запрашување поставена на пикап возило со претходница од друго возило означено со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини на целото градско подрачје и периферијата на градот, предвидени со планот и програмата доставени до општина Битола. Во случај на појава на неповолни временски услови, ветер и дожд, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Со ова информација го завршуваме Актуел. Повеќе информации можете да најдете на tera.mk. Пријатно!